Како што можете да видите денеска во нашето студио, заедно со мене, ова студио ќе го дели човекот кој започна хип културата во Македонија и верувам на на мое сигурно задоволство, пред се како фан, Тони си тука со мене, добре дојде во ексклузив, прв пат од кога го постои ова емисија, со причина си веднаш ќе кажам, имаш нов албум, еве го албумот, од изворот на изборот. Така, можете да го погледнете, секако ќе разговараме околу овој албум, пред да ни кажеш нешто околу се ова. Дали е конечно ова враќање твое на македонската естрада? Па може во ваков формат со албум да речеме враќање, затоа што последен албум ми беше 2013. Микроскопски организам, и од тогаш до сега до овој албум немам издадено албум. Постојано сум активен со диџе сетови, со настапи, со бендот, со флека, синглови, видеа, неколку. Добро, но секако... Тоа се не се оваков формат, не се албум, не се со промоција, со концепт. Так, го слушнав, јас сум искрено фасциниран, ти честитам пред. Се ајде малку да позборуваме околу албумот, колку ова значи парче за тебе музика? Па многу значи секое парче што е вака издадено. Ова си носи поинаква посебна емоција, приказка, затоа што е така и правено, со многу будност, со многу љубов е правено и сите што се во него вложили исто така, затоа што све е свирено во живо, секој инструмент, секој детал не се користат семплови никакви. И све што лумано во 432 фреквенција, тоа е она природната фреквенција. Наместо 440 одлучив да биде 432. Ова е одамна можеби желба да се пробам низ албум, да се презентирам со вакви звуци. Имавме идеи на претходниот албум со Нино Васков заедно 432 да биде, меѓутоа тој албум беше повеќе и со семплови, не беше цел во живо и го отскокнавме некако тоа, иако и Нино пробуваше некои експерименти со тие фреквенции во тоа време, како би реагирале и така натака. И сега одлучив ова да го направиме во 432 фреквенција, да се штелува секој инструментот поново и има разлика. Нели, пониско звучи, помеко е, поприродно. Нема нешто многу да се зборува за тоа како да осетите или едноставно душата ќе го препознае тоа, да. И нема нека огромна разлика, да се разбереме, значи сега може да проверите на YouTube, да изгуглате, една споредба да видите како би звучал гитарист, дали е бас гитара или обична гитара или па не знам пијано, како би звучало штелувано кога е во 432 или во 440. Има мала некоја разлика, меѓутоа пак ќе кажам душата на тоа го сека. И таков е овој албум, се слуша од тука. Така, од душа, од изворот на изборот. Ајде, што значи тоа? Дефинитивно се чувствува животна сторија, приказна, дека од срце напишано тоа што си го преживеал. И реални да бидеме, имаш некоја си пауза душевна. Пауза душевна? Душевна смирување. Твое смирување. Мислиш преобразба? Преобразба, баш така. Да, апсолутно. Да, тоа си низ годините веќе време е она што го практикувам да го кажувам. Или она што го зборувам да си го практикувам. Истото е. Сега јас на изминативе години сето она што е напишано во текстовите едноставно е мојот живот. Да, буквално како и претходните албуми. Сега претходно било, нели, искуствата биле малку поинакви, пак си е зенот некаде. Имаме такво сега е во прашање, потполност. Сега е зенот во потполност, зборам, нели, метафорички. Така, да. Затоа што практиките сами си го направија тоа да јас ова сакам да се соопштам баш овака низ овие текстови, низ оваа музика, овака како што е. Така, албумот се состои од 8 композиции. Коан, градот Липа, кој веќе гледачите може да ги слушнат. 32 сингла кои што ги пуштив, едното е со лирик видео, Део ми го направи, така. Део Матич. Останатото си е со слика. Има 2 спота од овие песни. За Сумки има спот со Огнен Шапковски, со Мелен продукција е правен. За Тишина исток има веќе направено видео со пријател, со Били. Го направивме видеото и уште неколку лирик видеа за исто со Део, за да чисто онака се заокружи ова цело издание. Поубаво е луѓето кога гледаат
нешто да им движи на YouTube, да речеме, да има нели Секако, спот. лирика да има или спот, отколку да има само аудио трака и да си има некоја слика. Да, затоа решив да има за секоја песна по нешто. Каде гледачите ќе можат да го купат ова, да ги информираме оние што не знаат? Па сите музички продавници, сета продукција ми помогнаа во тоа, дистрибуција, издавање и така натака, и дистрибуирано е целото, предпоставувам, можеби денеска, ако не утре, сигурно по музичките продавници, Југотон и така натака, низ Македонија. И можеби и онлайн ќе се продава целото, затоа што има кои што пишуваат, нели, сега целата продажба, целото случување по социјалните мрежи, сега некој ако нема од каде продавница да го купи, би ми пишал, би му го пратиле и така натака. Имаше промоција пред неколку дена на самиот албум и направивме една анкета, па предлагам во продолжение да ја видиме, па да видиме и твоја реакција. Дали ќе може? Што би сакале да го прашате Тони Зен? Кога ќе пушти нешто од албумот да чуеме, што побрзо. Вие? Што би сакале да го прашате Тони Зен? Не знам. Па да го прашам, сега у моментов ништо посебно, само да порачам да продолжи да шири точно ваква енергија како што шири со овој албум. Не знам дека има тука што доби син, да го прашам дали веќе планира второ дете. Здраво живо. Што би сакале да го прашате Тони Зен? Цар, крал, Што би сакале да го прашате? да го прашаме. Тони Зен, дали би одвел време кога се ова ќе заврши, да се видиме или да се позборуваме по телефон? Имам две прашања за тебе, моментално не можам да ги поставам небитни. Зок, ја би сакал да го прашам Тони Зен. Искрено, стварно не знам, патим не брана. Не знам, човек, стварно. Од каде му е инспирацијата за албумот? Тони Зен, што би сакале да го прашаме Тони Зен? Ти си по прашањата поги. Интересно прашање, ништо не Дали се осеќа евентуално? Дали се осеќа евентуално? Па, види, јас би сакал да го прашам колку време му треба за да се исчешла на Савајле, пошто јас одам натаму за да знам да се припремам. Тука сум негде. Добро. Не би сакал да го прашам, него само да кажам дека овој сега албум што е совршенство. Што би сакал? Да го прашате? Дали ќе облече кимоно некад? Време мислам. Или ја би го прашал Тони, например, да дај уште по едно пиво. Што би сакале да го прашате Тони Зен? Кога ќе ми го стави алфак да си планирам? Да ти кажам право, ние од работа дојдовме, има промоција на нов албум, така? Да. Како му Да го прашате? Што би сакала да го прашам? Колку години има, јас стварно не знам. Дечки, hello. Не сме за пред камера, мала. Имаме да прашање, што би сакале да го прашате вие Тони Зен? Па немаме некои специјални прашања, така да Ето. не знам, не ми текнува. Вие? Кога ќе направи спот за првата песна? Па колку жени свртало неговата кариера? Здраво живо. Што би сакале да го прашате Тони Зен? Штета, Столес, штета ништо. Најболje. Колку жени се свртали, интересно, Тони. Сега те гледаме да бидеме реални во некое друго светло. Ајде да се подсетиме на Тони Зен пред 10 години, па кажи ми која е разликата од тебе тогаш и денеска. Па тие се убави се сите искуства, успеси, цели остварени и така натака, само што тогаш ми биле други вредности и други цели. И други песни, друг звук и така натака. Со тек на време се менуваат тие работи, се трошат како импресија и имам избор да се менувам реалност и да се менувам нови цели и нови вредности. Многу едноставно, немам тука што повеќе да филозофирам околу тоа, него едноставно самите работи природно
постепено и спонтано си доаѓаат во однос на мојата намера, мојата цел е онаква каква што е. Ја пренесувам низ албумот, низ музиката, низ моето постоење. И затоа има разлика, промена од тогаш и сега. Истиот сум јас, само што се менуваат идентитетските улоги. Значи, ние функционираме низ идентитети. За да се каже дека си созрел. Или? Апсолутно тоа, апсолутно, да. Секако може да се каже дека е созревање. Чувства и да. по текстовите. Јас би го бидеме, нарекол тоа инволуција. Да, и тоа го научив од учителот дека се вика инволуција. Еволуција е убава работа, инволуција кога ја инволуираш. Значи внатре си нурнал и дај да видиме сега Да се пронајдеш сам има себе си. внатре, да. Надвор е убаво постоењето. Меѓутоа све што излага од надвор е внатре. Сега да видиме внатре кој го ова искусува и кој го создава ова. Зошто се повлече од медиумите? Сакам да те прашам дали те засити врвот на кариерата и дали е најтешко да се одржиш во таков момент кога сите сака да ти бидат другар, сите сака да те снимаат, сите да снимаат заедно дует со тебе. Пак ќе кажем избор, јас сум избрал да се повлечам затоа што да, точно сум се презаситил и сум го завршил, заокружил тоа како цел. Значи ми било цел да направам 5 албуми, да направам концерти, спотови, што и да е. И го заокружувам тоа како цел и менувам нова реалност, нови вредности, нови цели, повисоки. И пак ќе кажем, инволуирање, внатре, вниманието и се случуваат убави работи, поинакви, вистински, од изворот на изборот, и така натаму. За нас ексклузивно откри пред еден месец дека си женет човек, дека имаш синче, јасен. Како успеа да го сокриеш тоа? Тоа беше како бум во јавноста. Не се ни трудев да го сокрием, едноставно тие што се околу мене, што комуницираме го знаеа тоа. Не сум пробувал, не сум имал обиди да кријам, него едноставно не сум имал комуникација со медиуми и не сум зборувал за тоа затоа што не ми било воопшто намера. Така, ајде да позборуваме сега. Сега дојде време, јас и претходно кога сум комуницирал, кога ми се јавувале за гостување, ете пример со Васко за нешто да... Немам што да прашам ниту па да кажам и затоа не сум дошол, не сум бил никаде и многу убаво одговорија гостите тие што немаат ништо. Што да ме прави? Тоа си, бидувај си, биди си, постои си како и да работите так. Затоа што понекогаш премногу прашања, премногу одговори и премногу зборење не е потребно. Сега кога имам веќе нешто да се соопштам, одлучувам и правам избор да го правам, тој да се искомуницирам, да се соопштам, да се објаснам за албумот, за фамилијата, за семејството, за сопругата, за детето. На татко. Се снаоѓаме спонтано, природно, со многу... Минуваш ли пелени? Све правам, да. Мислам, сопругата прави многу работи, тоа, мислам, види, женските битија се богови. Значи, тоа мора да се испочитува секое женско битие, родилка, погото секоја жена што родила, тоа треба бескрено да се почитува, затоа што тоа стварно внимание, будност према бебе, вака гледам, викам, браво. И знаеш ли зошто машките не раѓаат? Зошто? Што немаат срце. Убаво размислување. Да. Така. Да, и само гледаме овака од бебето, учиме лекции сега. Не дека сега ги кревам на пиедесталот, него реалноста е таа. Значи, влогот на мајката према бебето е огромен, бескрена љубов е тоа. Јас колку можам да помагам, се трудам, све е тоа супер, меѓутоа таа поврзаност, тој однос е божествен и мора да се испочитува и да се поддржи во потполност. Така. Дали може да се каже или дали после овој албум можеме да очекуваме целосно враќање на естрадата од твоја страна и повеќе да те гледаме во медиумите, бидејќи еве јас како што кажав на почетокот сум си огромен фан од дете на тебе и би сакал да те гледам малку повеќе од овие 2-3 години отколку што ти имало во медиумите. Да, ако сакаш да ме следиш и ако држиш внимание на што го говорам, да и за сите било кој, затоа што јас само пренесувам информација, не мора ти да ме гледаш и да ме пратиш мене, него тоа што го пренесувам, прими го и види дали нешто ќе има некаков ефект. Мене тоа ми е важно и со овој албум исто.
Значи не да ме пратиш мене јас како сум облечен или како изгледам, него пробај малце, отвори ја душата, стиши гумот и види што ќе научиш од албумот и од мене и од моето појавување, настапи и така натака. Секако дека сум тук, постојано сум тук и имам таква цел да се пренесам вистински јас кој сум и да си комуницирам со луѓето, како и претходно што било све е нормално, само што сега малце дај да се позадлабочиме. Така, како за крај на нови разговор, сакам да те прашам дали може да очекуваме сега настапи покрај тоа што си диџеј? Да, не само настапи, него и повеќе работи. Сега некако се нагло ми дојда повеќе работи, затоа што пак ќе кажам, ете така сум избрал да се повлечам, па се повторно да некако се вратам. И диџејството Останува? не ми бега, да, тоа по струка сум диџеј. Да, така и Заедно започна, со Бугимен и со диџеј Мартин оформивме како екипа Street Soul Delight и работиме. Станица 26 ја работевме 2 сезони и секој четврток и е прекрасно. Исто летово некои клубови ќе се работат од наша страна како диџеј колектив, исто сум активен на спортското поле, каде што има еден проект се вика Бизнес лига Баскет 3x3, јас сум како бренд амбасадор на тоа. Може повеќе информации на sportplan.mk да знаете за пријавување и така натака. Исто и многу настапи како повеќе со бендот, да речеме, со Флека или сега имавме Skopje Unplugged фестивал каде што настапував јас со Флека заедно, акустичен фестивал и беше одлично. И понатака планирам секако да настапувам, да комуницирам све што треба, овде сум и да си го промовирам и албумот и така. Добро, Тони, ти благодарам за тоа што што гостуваше поканата, да. Секако во нашето студио, ексклузив секогаш ќе ја прати твојата кариера и ќе те поддржуваме. Фала. Ви благодарам и на вас што бевте денеска со нас, го видовме и Сергеј. Сигурен сум дека имавте можност да го видите во улога на камерман, па еве во овој момент ќе му го препуштам студиото од еден ТВ со неговата емисија Мода и неговите модни критики. Јас ви посакувам убав викенд, па се гледаме од понеделник во ексклузив. Чао, чао.